Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е Исмет Рамадани, актуелниот претседател на Евроатлантскиот совет, кој има и долгогодишно политичко искуство. Господин Рамадани, од денешна дистанца, по 15 години од подпишувањето на рамковниот договор, каква беше атмосферата во која политичките партии го усвоија овој документ и може ли да направите споредба со актуелниот пржински договор, бидејќи повторно меѓународната заедница е значаен фактор кој посредува и повторно 4 партии се седнати на маса? Гледано од временска дистанца, мислам дека рамковниот договор е усвоен во време кога сепак имаше вооружен конфликт во Република Македонија. И тој вооружен конфликт беше меѓуетнички, така што и партиските лидери, се разбира кој повеќе, кој помалку, беа повеќе загрижени за состојбите тогаш, затоа што се работеше за опстојувањето на Република Македонија како држава. А во исто време доста беа тогаш и ангажирана меѓународната заедница. Самиот факт дека уште од почеток беше ангажиран генералниот секретар на НАТО, лорд Робертсон и господинот Солана како министер за надворешни работи и безбедност на Европската Унија, тоа значи дека сериозно беше сватен тој конфликт во Република Македонија и сериозно беа ангажирани. Тие, колку се сеќавам јас, барем 10 пати беа во Република Македонија за кратко време, додека траеше конфликтот и после тоа. Во исто време мораме да ги поврзаме работите и со констелациите светски, односно европски. НАТО тогаш не беше ангажирана надвор од Балканот, затоа што покасно требаше да се ангажира во Афганистан и во други жаришта. Така што и лидерите сватија дека мора да се постигне некаков договор и поради сериозноста на проблемот, односно на самиот конфликт во Република Македонија. И тука јас би го истакнал и претседателот на државата, господинот Трајковски, покојниот, кој навистина допринесе многу да ги седне лидерите на политичките партии и неговите релации со меѓународната заедница, така што многу посериозно беше сватено, али и ситуацијата беше многу посериозна. Каква беше политичката култура тогаш и сега кога станува збор за постигнување одреден договор и дали со ваквиот начин да се решаваат внатрешни проблеми со интервенции на меѓународната заедница оставаме впечаток на незрелост и отсуство на волја да се решаваат прашања кои што се суштествени за иднината на државата? За жал морам да кажам дека некоја автентична, оригинална наша политичка култура немаше ни тогаш ни сега. Затоа што некако како од почеток имаше некоја навика зависна од политичките лидери, па и државници во Република Македонија, секогаш во дадени конфликтни ситуации, дали се тие политички, безбедностни или други, секогаш мислеа дека може да се надмине некое политичко прашање сериозно или безбедностно со инволвирање на меѓународната заедница, односно дали од Европа, дали од Обединетите нации и така натаму. За жал, и ден денес, нашите политички лидери, државници, дури со проблем од мал обем или проблем кој може да се решава
со еден културен политички диалог и со некоја одговорност политичка, без инволвирање на меѓународната заедница, но такво нешто овие години не видовме за жал во Република Македонија. И затоа и понекогаш ни се состојбите вакви. Дури можам да ви кажам дека помина многу години, ние поминавме низ политички кризи. Место да научиме дури и со тие средби и инволвирање меѓународната заедница како треба да се води политички диалог, како да не достасуваше таа висока одговорност, би рекол понекогаш, која треба да биде и возвишена одговорност кога се работи за обстојувањето на државата. И политичките лидери денеска уште помалку, би рекол, имат одговорност, но денешно поставување на одредени политички лидери, посебно од позицијата, односно од владата, се однесува и за нивното портфолио, затоа што веќе се анатемисани како луѓе кои се инволвирани во криминалот, и кога се во таква ситуација, тие повеќе внимаваат за нивната партија, нивниот круг на луѓето, и просто понекогаш него се добива впечаток дека заборават за интересите на државата. Дали по 15 години од потпишувањето на рамковниот договор е извршена анализа за неговата реализација и со каква динамика тој се реализира? Па добро, мислам, ако се повикуваме на динамиката која беше уште тогаш направена, односно предвидена, дури таксативно кажано, дека рамковниот договор требаше со одредени прашања да се заврши некаде 2004 година. Но за жал се долговлекува со години и секогаш има незадоволства во однос на имплементирањето на рамковниот договор. Тоа е лошата навика на политичките актери во Република Македонија. Кога се дел од власта, секогаш изразуваат некакво задоволство дека добро оди со имплементирањето. Истите, кога се во опозиција, имаат сосема различно, односно сосема друго мислење. И зошто се случува тоа? Затоа што приодот кон содржината на договорот, рефлексиите на самиот рамковен договор во обичниот живот, во секојдневието во Република Македонија, не бил и студиозен и сериозен колку што треба, и затоа тие незадоволства се јавуваат и денеска, и веќе се поставува прашањето колку имплементиран, и секогаш се повикуваме на некои проценти, на некои бројки, а не навлеговме, односно главните актери, политичари, државници не навлегува во суштината на тој рамковен договор, за тој соживот и да се живее со рамковниот договор Република Македонија, што значи и хармонизација на меѓуетничките односи, но и развој на демократски институции. Колку партиите имаат единствен став за овој правен документ и колку се поделени по етничка основа? Па да, мислам дека рамковниот договор, една од целите на рамковниот договор беше и коезивноста меѓуетничка, дури и коезивност во тоа што значи владење. Ние немавме коезивна влада. Ние со години имаме конфликтна влада помеѓу партиите што ја сочинуваат владата во одредени прашања, посебно во прашањата кои се однесуваат на етничка основа.
И сега кога сите очекувавме дека рамковниот договор ќе се надминат тие конфликтни состојби, ни се наметнува прашањето за одредени прашања, интереси, тендери и така натаму, ни доаѓа таква представа дека добро соработуваат политичките партии. Меѓутоа, другата страна, на терен или кај обичните граѓани, се уште немаме права, вистинска хармоничност помеѓу македонците, албанците и другите етнички заедници. Секогаш ни се појавуваат конфликтни со мали размери, секогаш тепачки врз основа етничка, секогаш ни се јавуваат дилеми во това дали ни успева таа меѓуетничка хармонија. Сите се прашања кои се уште се поставуваат со години. Колку е реална можноста за ревидирање на рамковниот договор, бидејќи имаш иницијатори од некои политички партии, но и шпекулација во јавноста што точно би значило тоа ревидирање и дали тоа би отворило нови превирања? Па знаете како, кога се создава амбиент, се создава ситуација и впечаток дека не се имплементира и по однос на динамиката и по однос на суштината рамковниот договор, тогаш се јавуваат тие незадоволства и политичките партии, обично тие кои се во опозиција, нудат алтернатива, дополнување на рамковниот договор и такви иницијативи имаше, мислам, обзнанени како иницијативи. Јас мислам дека и понатаму мислам дека требаше и денеска мислам дека прво рамковниот договор да се имплементира како таков, а во исто време одредени прашања кои се уставни, затоа што сепак рамковниот договор е денеска преточен во устав. И ако тие уставни прашања морат да се имплементират, затоа што ако не се имплементират, тогаш има и санкции за тие што ги одбиват да ги имплементират, односно да ги земат како сериозни прашања. Мислам дека зависи од политичката волја. Затоа што има одредени прашања од рамковниот договор кои се преточени како рамка во уставот, кои се читаат, може да се читаат и екстензивно или позитивно, а понекогаш самата интерпретација на одредени амандмани зависи од тоа дали се партиите на власт или дали припаѓат на македонската политичка опција или албанската, и во сето тоа се создава конфузност во тоа што е јасно напишано и одредено. Ви благодарам на разговорот. Го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.